Со Богородица стоиме под крстот. Духовно пријателство. При крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му Марија Клеопова и Марија Магдалина. По промисла и волја Божја, нашата блажена мајка не беше сама во подножјето на крстот. Неизе и се придружија уште две свети жени, како и свети апостол Иван. Заедно стоеја во подножјето на Исусовата жртва. Силата на нашата блажена мајка беше неспоредлива. Таа и само таа можеше да стои во подножјето на крстот, гледајќи со вера и совршена доверба, додека го гледаше нејзиниот син, како ја поднесува својата жртва. Меѓутоа, волјата на Отецот на небесата беше таа да не го поднесе тоа сама. Таа доби одредени духовни придружници со кои ќе помине низ ова страдање. На многу начини нашата блажена мајка беше повеќе столб на сила за нејзините придружници, отколку тие за неа. Но можеме да бидеме сигурни и дека таа дозволила дружењето на свети Иван и овие свети жени да внесе утеха и сила во нејзиното срце. Не е Божја волја сами да се соочуваме со тешкотиите на животот. Дури да сме силни и непорочни, како нашата блажена мајка, сепак би можеле да бидеме сигурни дека Бог би сакал да се соочиме со предизвиците на животот со помош и утеха од другите. Човечкиот живот е создаден за меѓусебно заедништво. Давањето и примањето сила и утеха сочинуваат дел од тоа што сме. Затоа мораме да дозволиме оваа света сцена во подножјето на крстот да не потсети на нашата потреба од духовно пријателство со другите. Секојдневно мора да бараме да ги прифатиме тие пријателства што ни ги дава Бог и да бидеме отворени за нови што Тој ни ги испраќа. Размислете денес за две работи. Прво, размислете со благодарност за луѓето во вашиот живот кои делуваат како извор на сила и поддршка во моменти на потреба. Никој освен Исус и нашата блажена мајка нема да биде совршена поддршка, но ако сме отворени, ќе сватиме дека има многу кои Бог ги користи за да ни понуди сила и поддршка на различни начини. Размислете исто така за оние на кои им треба вашето духовно пријателство. Кој е оној што Бог го ставил во твоето срце за да му приидеш и да го утешиш? Застани со нив во подножјето на нивните секојдневни крстови и заедно гледајте во нашиот Господ. Мила мајко, додека стоеше во подножјето на крстот, ти се придружија свети Иван и светите жени. Дозволи да бидат утеха за тебе, која беше безпрекорна во секој поглед. Ти ги покани во твоето тажно срце и дозволи нивната взаемна љубов кон твојот син да ти донесе радост и сила. Драга мајко, привлечи ме и мене при твоето срце
и јас да ти бидам духовна утеха во оваа агонија. Додека го правам тоа, верувам дека оваа близина со тебе ќе ми биде и извор на утеха во моето страдање и болка. Ти благодарам што си покрај мене во текот на целиот живот и ја обновувам довербата во твојата мајчинска грижа. Драг мој Исусе, ти ме привлекуваш кон тебе и ме повикуваш да те погледнам во твојата агонија. Додека го правам тоа, дај ми ја милоста да имам вистински пријатели кои ќе ми се придружат во моето гледање во тебе. Тие пријатели нека ме зајакнуваат и секогаш да им давам утеха на оние на кои ме потребна. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во тебе. Со Богородица стоиме под крстот.